Почитувани, ги слушнавме поразителните факти. Тоа се последиците. Бројните режимски злоупотреби на парите за земјоделците се дел од причините за катастрофалната состојба во која се наоѓа македонското земјоделство, за очајот во кој се наоѓаат земјоделците. Наместо да стигнат до вистинските земјоделски производители, режимот ги користи парите за субвенции како награда за своите партиски војници и како извор за финансирање на својата бизнис фамилија. Сопругата на портпаролот на ВМРО-ДПМН, Оливера Бичиклиска, инаку вработена во Агенцијата за органско производство, е една од оние кои учествуваат во делењето на субвенциите. Од тука не е ли чудно што и познатиот режимски мегафон Миленко Неделковски стана козар, и тоа преку фирмата Natural Food од Градско, управувана од неговиот брат Радко Неделковски. Оваа фирма добила 10.000 евра од владата за 150 кози, а тендерот никаде не може да се најде. Епа на здравје молзење. Фирмата Магрива од Кавадарци, согласно податоците на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, добила речиси 50.000 евра за подигање на долгогодишни насади ореви, и тоа на 10 хектари. Договорот бил склучен уште во 2009 година, а до ден денешен на нивата на која требаше да никнат ореви има само голи дрва. Каде се оревите, не знае никој, ама парите сигурно погодувате во рацете на фамилијата. Дека парите за субвенции се делат на партиски војници на режимот, говори и примерот со фирмата Агроморани од Чашка, Белешко, основана од Данилчо Василевски, советник на ВМРО-ДПМН во Ѓорче Петров. Оваа фирма е основана пред изборите 2011 година и веднаш добива 9.000 евра субвенции. Но веднаш по изборите фирмата е ликвидирана. Земјоделските работи не ни почнале, ама парите останале во џеб. Ете тоа го прави оваа режимска власт. Додека обичните земјоделци не можат да врзат крај со крај, тие си делат илјадници евра на лажни земјоделци. Најголем доказ за ова е фактот што оние што добиле помош преку субвенции се јавуваат како донатори на изборната кампања на ВМРО-ДПМН. Така, Блажо Колев од 2010 година редовно си добивал субвенции. Прво 20, потоа 43, под 17.000. По сето тоа, пред изборите, овој наводен земјоделец од Кавадарци донирал 60.000 денари за ВМРО-ДПМН. Речи си исто колку што добил. Таков е примерот и со Камчо Самарџиев, и со Стојко Јанкулов, и со уште многу други. Затоа, ние во изминативе години се изнагледавме лажни земјоделци, платеници на режимот. За злоупотребите на најбогатиот градоначалник во Македонија, Трајчо Димитриев, вика напашот. Има ли потреба да зборуваме? Па зарем неговиот надимак не кажува се? Само луѓе со такви надимаци може да добијат земјоделски земјишта од владата и истото да го рентаат, а при тоа да не плаќаат закупнина. Почитувани, вакви примери има уште многу. Овие факти целосно ја разобличуваат лажната, погрешната земјоделска политика на режимот на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН.